Здраво на сите и добре дојдовте на нова рецензија на книга. Во ова видео повторно ќе зборувам за еден македонски роман, за еден од романите кои што излезе неодамна и кои што последен го читав, значи го завршив пред 2-3 дена. Тој е романот Скриени желби, немирни патувања од Владимир Јанковски. Всушност Владимир денес има промоција на романот, или ако го гледате, ако го постирам видео на YouTube утре, тогаш вчера беше промоцијата на романов и со задоволство го читав романов. Владимир има напишано 3 романи, ова негов трет роман. Претходниот го имам читано и од она што се сеќавам, значи затоа што веќе имаат поминато 5-6 години од кога го има издадено, мислам. Ова е дефинитивно подобар роман од тој роман, барем мене ми се допадна повеќе, е исчекор во однос на тој роман. Владимир не е само писател, туку е сериозен книжевник, значи е познавач на литературата и со тоа се занимава, значи е и на светската и македонската литература, исто така е преведувач. И со задоволство го читав романов. Значи, романот има поделен во 2 дела. Првиот и целиот роман има една фрагментирана форма, значи во облик на мозаик, составена од многу помали или пократки делчиња, текстови, од кои најкратките, да речеме, од една реченица, најдолгите од неколку странички. Меѓутоа, интересното е што во првиот дел, значи, следиме приказната на 4 главни ликови, 4 скопски ликови, кои што, нели, дејствието се одвива во Скопје, во нашето современие, значи во сегашно време. Го имаме Давид, едно момче во своите рани 20 години, ултра талентиран виолинист кој со светла иднина во таа професија. Го имаме Павел во своите 30 години, многу противречен, интересен лик, комплексен лик, и ги имаме еден пар, Бистра и Мартин, Бистра во своите доцни 30 години, Мартин во своите рани 40 години, ја гледаме нивната врска. И фрагментирано, значи, ја следиме нивната приказна во делчиња, или расфрлани низ целиот роман. И она што е интересно, помеѓу тие делови и текстови кои што зборуваат и раскажуваат нивната приказна, има голем број сосема делови кои што сосема различно раскажуваат перспективата или мислите или животот на ликови од целиот свет. Така што имаме буквално ликови од Естонија, од Исланд, од Боливија, од Мексико, од Америка, од Германија, од сосема разни страни на планетата и од различни контексти, и ги имаме нив ставени во самиот роман. Меѓутоа има контексти за тоа. Мислам дека контекстот за тоа е кога на самиот почеток на романот, кога еден од протагонистите, Павел, се наоѓа чекан во една аеродромска чекална и му приоѓа една девојка, азијатка, и му вели: извини, јас собирам животни приказни и ги снимам луѓето да ми ја раскажат на кратко нивната животна приказна, и тоа ми е пасија и тоа го правам. И го прашува него: дали можеш да ми ја раскажеш твојата животна приказна? И меѓутоа има само 2 минути за тоа и тука завршува сцената. Меѓутоа, ова е на некој начин еден отварање на контекстот или вовед во тоа што следува, и затоа што она што го гледаме во тие мали делчиња, некаде само една реченица, некаде неколку параграфи, го гледаме тоа. Пред се во центарот е животната приказна на разновиден број луѓе. Меѓутоа не е секаде исто, значи кај некој е буквално текстот е напишан во една реченица, на пример како би опишал љубовта за својот партнер, или некаде можеби на страничка 2 е опишана некоја нечија, каде што некој од тие ликови зборува за некоја своја страст, да речеме има една девојка од Исланд која што зборува за незината пасија и желба или проект да секој ден во годината нацрта нечи портрет, или една друга жена која што зборува за незината обсесија со хотелските соби, со амбиентот и така натаму. Значи гледаме буквално има и такви фрагменти во кои што некој од тие ликови
тие луѓе зборува за својот живот, пробува да го опише во една реченица, во еден збор. Има еден човек кој што е собирач, колекционер на реченици и она што интересното е што овие кратки сцени, овие секвенции, овие мисли, овие кратки микро животни приказни, сепак убавото е што додаваат колорит на целата приказна и не носат и самите имиња да ги читат и контекстот, значи има име, презиме, град и земја од која што доаѓа тој што го зборува тоа и буквално на Владимир наноси низ целиот свет. И тоа е како идеја, можеби не е ништо ново, ме потсети во начинот на кој што е пишуван романот, ме потсети на Талкач и од Олга Токарчук. Меѓутоа, она што ме воодушеви, што навистина ми се допадна е што Владимир тоа внимателно, добро спастрено, добро со добра мера за колку долго или колку кратко треба да бидат тие делови го има направено. И значи низ целиот роман има едно чувство на елеганција на стилот, на реченицата, на неговиот јазик. Значи јас имав барем чувство дека додека го пишувал овој роман вложил голем труд и внимателност во пишувањето на овој роман. Во вториот дел ќе видиме дека тонот е, раскажувањето е малку поинакво и тоа е пократок дел од првиот дел и таму повторно откако во првиот дел ќе главните ликови, главните протагонисти, оние четворица за кои што ги спомнав, ќе дојдат до некоја точка пресвртница, ќе дојдат до некој пресврт во нивниот живот и ќе видиме после ги имаме во по една сцена како тоа се разрешило или каде се наоѓаат всушност после таа разрешница сега. Значи, ја гледаме најдолгиот делот на Бистра, кој што зборува за себе и гледаме дека всушност и таа ги поврзува сите, на крај ќе ги спои во едно сите тие три ликови кои што се независни еден од друг со тоа што таа скажува дека се сеќава дека била во врска и со Давид и со Павел и со Мартин и таа е една точка во која што се спојуваат сите три стории, иако додека трае раскажувањето тие си се посебни и сами за себе. Мислам дека нема да сгрешиме ако кажеме дека овој роман е сепак се обидува на некој начин, на убав начин да ја представи човековата состојба, да таа фрагментираност, таа непостојаност, па дури и отуѓеност во светот низ овие различни приказни. На крајот, да речеме, при самиот крај, за еден од ликовите пишува всушност, вели, на моменти тоа го ужасува, а на моменти отпивајќи од пијалокот, Тивко кажува дека така треба да биде. Многу хаотично, делумно ред во тој хаос, многу нејасно, делумно нишки јасност во големото безредие. И ова е алегорија можеби за животот во кој што гледаме не една непостојаност, еден флукс, едно постојано движење и гледаме моменти во сечи живот кога наизглед имаме и хармонија, има ред, има стабилност во постоењето во животот, за да тоа биде заменето со моменти на несигурност, нестабилност, превирања, внатрешни, надворешни и секакви, за да повторно следат времиња на ред и смиреност. И мислам дека го остава Владимир низ со овој роман, го остава или го толкува на тој начин преку неговите ликови човечкиот живот, дека е всушност it's a mixed bag, дека во сушност е комбинација и комбинација и од хаос и од поредок и дека всушност не можеме да ние луѓето немаме контрола никаква врз тоа и всушност и овој лик едноставно сваќа дека таков е животот и се препушта на тоа. Единствена забелешка ми беше во однос на јазикот. Јазикот си е сосема во ред, е литературен и е убав за читање и гледам всушност во овој роман приметив како полека некои зборови влегуваат и убаво се вклопуваат од нашето зборови од нашето современие, како не знам Airbnb или Smoothie и како природно звучат и Владимир добро ги вклопил. Единствено што мислам дека главните, па и кај можам да сватам во тие кратки приказни, куси приказни на животни приказни, да бидат малку пофилозофски и со пометафизички термини да се објаснува состојбата.
нели животната состојба, меѓутоа мислам дека кај овие четворица протагонисти во нивните разговори, во нивните размислувања имаше малку ми фалеше да бидат поприродни, по down to earth, поприземни нивните размислувања. Мислам дека на премногу места имаше префилозофски и звуча нивните реплики, како да секој ден во чувство имаш дека постојано луѓето така размислуваат. Всушност не размислуваат така постојано луѓето во секојдневниот живот. И тоа можеби ми е единствена забелешка што малце го отежна читањето на романот. По секој друг аспект, ова е одлично напишан роман. Естетски, можеби е роман, не знам дали би може да го наречеме writer's novel, или роман кој што сепак бара да имате изграден одреден вкус за да го едноставно да уживате и да го препознаете убавината на романот. Како и да е, ви го препорачувам романот. Мислам дека Владимир завршил многу добра работа со овој роман. Значи е компактен, елегантен роман и кој што едноставно не е монотон, е колоритен, шарен и ви го препорачувам. Така што уживајте, чувајте се и се гледаме со следна рецензија. Чао и поздрав!